Без дозвола и потребни документи, градоначалникот на Струга Рами Смерко урива и преградува, односно реновира објект што е прогласен за значајно културно наследство. Станува збор за училишна зграда во центарот на Струга, веднаш до Црн Дрим. Во неја планира да ја пресели општинската администрација и себе си, иако за ова нема одлука од Советот на општина Струга, кој треба да го измени статутот. Кога еден он го прашуваше Мерко како реновира зграда без конзерваторско мислење и одобрение, тој не гледаше проблем. Со ваквиот чекор тој го прекрши законот за заштита на културното наследство, со тоа што почна со реновирање без тоа да му го дозволи управата за заштита на културното наследство. А еден он во неколку наврати, од почетокот на јуни до крајот на јулија посети зградата на основното училиште Браќа Миладиновци, за која Мерко наумил да стане општинска зграда. Надвор купишта градежен отпад, исфрлен мебел, материјали за градење. Во ќош од зградата имаше искршени цигли и плочки, кои ги исфрлаа работници од внатрешноста, а се знак дека освен што се гради и преградува, истовремено и се урива. Во задниот дел од објектот веќе има монтирано и нов уред за вентилација, а една од вратите е преградена со цигли. А еден он успеа да направи снимки на кои се гледа дека се отстранува малтерот од зидовите на внатрешноста во заштитениот објект. Речиси сите прозорци од зградата беа отворени, а внатре се работеше. Во некои од просториите имаше поставено и најлони од работниците. На дел од прозорците имаше и нови плочки кои се поставуваа. Од таваните висеа и кабли, што укажува дека се поставува и нова инсталација, но и вентилација. Мерко во зградата се изработува спуштен таван со гипс картони, менува подни и зидни плочки, поставува ламинат, поставува преградени зидови, вградува врати, заменува делови од дрвената кровна конструкција, а ќе ја бои фасадата. Внатре ќе поставува и дрвена ограда, ќе руши дел од армираните бетонски скали и ќе изработува нови, поставува и нови водовод и канализација, WC, школки, мјалници. Рушење има и на влезот од објектот, каде што скалите ќе бидат со гранитни плочки. За реновирањето на објектот кој е прогласен за значајно културно наследство, а кој се прави без дозвола, општина Струга склучила договор вреден 8.988.438 денари или 146.316 евра. За овие градежни изведби, кои се прават со налог на градоначалникот Рами Смерко, нема дозвола од управата за заштита на културното наследство. Оттаму заеден он вела дека никогаш не добиле ниту барање, врз кое би издале конзерваторско одобрение. Ваквото незаконско постапување на Мерко може да ја чини општината парична казна од 200 до 300.000 денари. Во делот на казнените одредби на Законот за заштита на културното наследство стои дека паричната казна за прекршок се изрекува на правно лице кој изведува работи без конзерваторско одобрение. Од управата додаваат дека за вршење градежни работи, како што се вадење зидни и подни плочки, лепење на нови плочки, монтажа на подови, обработка на зидови, изработка на спуштен таван, санирање на фасадата, мора да се побара конзерваторско одобрение. Од Управата за заштита на културно наследство е донесено решение за прогласување на значајно културно наследство во мај 2021 година. Против ова решение, Струга има поднесена жалба до Државната комисија за одлучување по управна постапка во втор степен. Во документацијата на управата не е заведен документ со кој се бара конзерваторско одобрение. Велат од Управата за заштита на културно наследство заеден он. Струшкиот градоначалник веќе е подготвен да ја пресели општинската администрација со сенего, а одлука од Советот нема, ниту пак ваква точка била разгледувана на седниците, иако тоа треба да се направи, бидејќи треба да се промени статутот на општината, каде што е впишана и адресата. Се поизвестно е дека Мерко наместо паркот кој е лоциран веднаш до заштитениот објект ќе прави улица. Не сакаше да каже што ќе прави со паркот и најави дека е изненадување. Кога го прашавме како врши градежни работи во зградата, кога таа е под заштита, тој праша: Вие сакате да гледате урнатини или сакате да гледате добра зграда? Друго е да е под заштита, друго е да го искористиме. Значи, немојте да правите сега од тоа некои паради или некои филмови или... Значи, недолишно е прашање. Вамо било заштитено, значи да не се користи. Мерко смета дека е подобро да го користи заштитениот објект кој сега го реновира, отколку да плаќа кирија за општината на друго место. Не се руши, него се обновува, се реновира. Таму ќе биде општинската зграда, ќе се пресели од тука, ќе биде таму, ќе биде убава зграда, значи добра фотографија и сигурно дека ние треба да бидеме најсериозните тука за да биде и градот во тој прилог
да се понаша така, се ослободи тоа, можеме да го користиме за наши потреби, да не плаќаме кирии во други места. Фирмата која го прави реновирањето, со која склучил договор од 146.316 евра, пари што треба да се исплатат од општинската каса, е ЕРР КОП 2007, Острушкото село Лабуништа. Договорот за реконструкција на заштитениот објект е склучен во март 2020 година и важел до март годинава. Фирмата од Лабуништа, според системот за јавни набавки, тендери добива од 2018 година, односно откако Мерко стана градоначалник на Струга по трет пат. Од тогаш наваму, фирмата добила тендери за да гради улици, подпорни зидови, реконструира училишта и мостови, гради резервоари за пиење вода, во зимскиот период одржува патишта, тампонира улици, чисти депонии и речни корита, набавува канцелариски мебел. Фирмата ЕРР КОП 2007 за 4 години добила 23 тендери од општина Струга, 3 од општинското предпријатие Проаква, 2 од основното училиште Мурат Лабуништи во Лабуништа и по 1 од водовод и канализација Струга и основното училиште Гоце Делчев во село Подгорци.